Цените на храната и понатаму летечки се зголемуваат, а националните економии не можат да се справат со нив. За сега сите мерки се безуспешни или минимално успешни, што е проблем за сите земји во Европската унија, но и во еврозоната. Само 4 земји во Европа, Луксембург, Шведска, Данска и Швейцарија, успешно ја менаџираат ситуацијата. Кај нас годишниот раст на потрошувачките цени се забрза од 3,7% на 4,1%, што е највисока стапка на раст од март минатата година, според Централниот завод за статистика, по прелиминарна проценка за растот на потрошувачките цени на стоките и услугите за јули. Спротивно на очекувањата, зајакнувањето на инфлацијските притисоци продолжи трет месец поред. Имено, со месечен раст од 0,4%, годишната стапка на инфлација, мерена според индексот на потрошувачки цени, изнесуваше 4,1%, што е највисока стапка од март минатата година. Што за цените во постојат раст, мислат граѓаните? Катастрофа. Со оглед на тоа дека немаме никаква економија како што треба, нормално е не да растат, него ќе одат у бесконечност. Платите се мали, цените се превисоки и треба владата да преземе мерки за стопирање на цените. Па треба да се сопрат. Нема што да мислиме. Цените се растат, парите ги нема, моја држава никој пат нема да сопре. Се така ќе се продужа. Секи се качува, секи се лаже, секи се онедува. Во првите 7 месеци цените на стоките и услугите се повисоки за 3,6%, во просек во споредба со истиот период минатата година, објави Европскиот бизнис сервис. Причините за обновеното зајакнување на инфлацијските притисоци треба да се бараат во агрегатот храна, пијалоци и тутун, бидејќи во горе споменатата категорија, според индексот на потрошувачки цени, цените се зголемија за релативно високи 1,6% месечно. Ова е најсилното месечно зголемување од август 2022 година.